Благодарам, Ваша Екселенциjo, амбасадоре Вал, почитуван ректоре на Универзитетот, господин Николовски, почитуван декан Дујовски, почитувани продекани, драги студенти, дами и господа. Секако дека ова е особена чест за мене да присуствам на овој настан кој што е во организација на мисијата на ОПСИ и Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, посветен на обуката за ангажирање и зајакнување на младите во борбата против радикализацијата и насилниот екстремизам. Насилниот екстремизам и радикализмот, особено сега во оваа ера на исклучително жестоки, динамични, општествени и генерално цивилизацијски, ако сакате, противречности, без друго заслужува едно сериозно внимание од сите општествени фактори, тоа не само во сферата на безбедноста, туку и пошироко во сите други општествени сегменти. Уверен сум дека реализацијата на овој денешен настан во целост ги оправдува и своите мотиви и целта која што треба да се постигне, насочувајќи се кон потикнувањето пред се на младите луѓе да размислуваат и да действуваат во насока на соработка и заедништво, да ги промовираат и негуваат демократските вредности на македонското општество, но и да ја препознаат и вреднуваат улогата на безбедносните институции во превенцијата и справувањето со радикализацијата и насилниот екстремизам. Дотолку повеќе што овие негативни феномени одамна ги надминаа границите на националното, прераснувајќи во широки, регионални и глобални закани, предизвикувајќи ги сите општо прифатени и признати демократски стандарди и вредности, исправајќи не пред задачата за мултиплицирање на институционалните, но и на вонинституционалните напори и потенцијали во поефикасно спротивставување и пред се во превенирањето на сите овие настани, подпирајќи се и на сопствените капацитети, меѓутоа и на нивната постојана надградба низ времето, така еден од начините и преку таа меѓународна соработка која што имаме, партнерството и комуникацијата. Сакам да потенцирам дека како држава изминативе децении одблиску се сочиме со карактеристиките на насилниот екстремизам и радикализам и детектирајќи ги потребите, насоките и потенцијалите како добра основа за градење на институционален одговор и отпорност, кон овие општествено негативни појави влеговме во процес на будно следење и градење на концепти за спротивставување на сите такви закани, при тоа користејќи ги не само нашите домашни искуства и специфики, туку и воспоставената интензивна партнерска, билатерална, регионална и мултилатерална комуникација и соработка. Ова го говорам особено од аспект на МВР, кој што и покрај примарната посветеност на превентивното делување, вложи и вложува во организацијско, техничко и кадровско напредување, особено во смисла на уште поквалитетни професионално стручни капацитети и перформанси на институцијата, бидејќи тоа е исклучиво важно за да можеме успешно и ефикасно да се справуваме со сите предизвици, но посебно со ваквите предизвици на насилниот екстремизам и радикализам. Секако, фокусот е на младата популација и тоа е од круцијална важност во улогата на образовните институции кои што представуваат темел за развојот на добри и посветени млади луѓе, креирајќи студиски наставни програми преку кои младите може да ги афирмираат своите професионални амбиции и стремежи, вклучително и во областа на безбедноста, запознавајќи се подетално и поисцрпно со бројните предизвици на меѓународниот организиран криминал, на насилниот екстремизам, на радикализмот, на тероризмот и воопшто на сите појави на сериозен и организиран криминал.
И токму во оваа смисла и оваа обука има своја едукативна, меѓутоа ќе има и своја практична, контрибутивна цел, а тоа е одбрана на позитивните општествени вредности преку заштита и соодветна наобразба пред се на младата популација, а следствено на тоа и незин квалитетен, позитивен ангажман во превенцијата на насилниот екстремизам и радикализмот. Сакам да нотирам дека и во новата национална стратегија за спречување на насилниот екстремизам 2023-2027, документ што е плод на заедничкиот напор на представниците на владините институции, на Сдруженијата на граѓани, на академската, на меѓународната заедница, улогата и значењето на младите, кое што исто така зафаќа дел во ова стратегија и има едно свое суштинско место. Мора ќе остане посветена на превентивните активности и на доследно спроведување на законите во откривањето и одвраќањето на сите потенцијални поединци или групи преку кои овие форми на незаконско делување имат пред се за цел да и наштетат на државата, да ги индоктринираат младите во погрешен правец и да го подриваат демократскиот капацитет на македонското општество. Затоа ја поздравувам идејата и напорите на организаторите на овој денешен настан и сакам да истакнам дека оваа обука, односно незината концепцијска содржина, се крајно позитивен пример за воспоставување на нови квалитетни механизми во заедничките напори за раното предупредување, превенирањето или елиминирањето на негативните појави од насилниот екстремизам и радикализам. Секое ново искуство само по себе значи зголемување на општествената зрелост и подготвеност да се фатиме во косте со било какви предизвици, кои што се во интерес на градење на едно просперитетно и безбедно општество за сите наши граѓани. Така да посекувам да имате убава дружба овде, меѓутоа и добра размена на податоци, информации, истекнување на нови размена на нови меѓусебни информации и преку секако нови вештини да помогнеме сите заедно во тоа што ни е целта и намерата да ја изградиме нашата држава таква каква што ја посакуваме. Затоа што за мене е најважно токму младите да бидат вклучени во креирањето на политиките. А ова е еден од начини како тоа да го направиме. Благодарам.